Денеска во рамки на редовните активности градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски го посети селото Долни Подлог, каде што се уредуваат и ќе се асфалтираат две улици. Улиците се асфалтираат со заеднички средства од општината и од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Се работи за улици во должина од 135 метри, нешто што ќе допринесе да нашите сограѓани, односно жителите на Горни Подлог, имаат слободен пристап до своите домови. Понатаму, во вчерашниот ден беше завршена аукцијата, следи завршните подпишувања на договори за дополнителните две улици, така да очекуваме дека оваа година ќе го решиме прашањето на улиците, односно асфалтирањето на улиците во Горни Подлог комплетно. Од одделението за урбанизам во општина Кочани најавуваат асфалтирање на улици и во неколку други населени места во општина Кочани. Имаме активности за изvedба на една улица во село Мојанци, која што должина околу 250 метара, и една улица во село Долни Подлог. Така да моментално е распишан и друг тендер за асфалтирање на улици во овие села, но ние исто така не ги занемаруваме и при останатите села, така да моментално се работи и овие денови ќе биде распишен и тендерот за одбрана Градче према Јастрин, така што и оваа делница ќе биде офатена со асфалтен дел до место каде што се кршка за некои водопадите. За жителите од Долни Подлог асфалтирањето на овие улици е од голема важност и значи подобрување на условите за живот. Председателот на местната заедница во Долни Подлог ни изјави: 30-40 години газиме по кал, сега ова мислам дека со овие 4 улици 90% од улиците ќе се направени, што значи за наредните години останува сосем мал дел кој стварно ова е голема благодарност на општината на чело со градоначалникот за оваа акција. Градоначалникот Димитровски најави асфалтирање на други улици во помалите населени места, со што ја реализираат својата определба асфалтен пат да добијат што е можно поголем број жители во општината. Потврда за тоа е поставувањето нов асфалтен слој на дел од патот на врезот од Подлог, кој беше реализирано уште во првиот мандат на градоначалникот.